30% од населението во руралните средини во општините Битола, Новаци и Могила користи вода за пиење од локални водоводи, од кои дури 78% имаат бактериолошки неисправна вода за пиење. Од Центарот за јавно здравје велат дека иако населението од овие места е веќе имуно на бактериите кои се наоѓаат во водата, сепак се изложени на здравствени ризици. Контролите ги вршиме и на градскиот водовод по договор и на руралните, водоводи и други индивидуални водоснабдителни објекти, јавни, чешми, крајпатни, споменични, пошто луѓето одат пијат вода и ние ги контролираме према националната програма за јавно здравје. По таа програма сите села се попфатени по 5-6 пати во годината да ја испитуваме вода. Врз основа на тие резултати кажувам колку проценти е неисправна. Центарот за јавно здравје врши редовни контроли и испитувања на квалитетот и исправноста на водата за пиење во овие три општини, од кои заклучокот е дека поголемиот дел од населението користи исправна вода за пиење. Иначе Битола градот и сите села 37 колку се приклучени на градскиот водовод пијат безбедна вода. А основното е ако се добие добра санитација и квалитетна вода за пиење, безбедна вода за пиење, тогаш може да се подобри и животниот стандард на луѓето, ќе имаме многу помалку заболувања, ќе имаме повеќе исполнети работни места и ќе имаме многу помалце број на болни лица. Доктор Иванова со препораки за оние кои често знаат да полнат вода за пиење од крајпатни, споменични како и планински чешми, да не ја конзумираат водата од таквите чешми. Препорачува да се сведе на минимум и конзумирањето на вода од местото викано сребрена вода. Сребрена вода ја контролираме. Таа вода е многу питка за пиење, бактериолошки е исправна, меѓутоа има во себе содржи многу големи количини на сребро. Тие големи количини на сребро се таложат во организмот. И затоа препорачувам, многу пати сме кажале, дека таа бактериолошки исправна, за разлика од тие јавни чешми што исполна кои што се бактериолошки неисправни. Ова е исправна, меѓутоа не сме да се пие поради зголеменото количество на сребро. Може да се пие по една чаша. 22 март е светски ден на водата. Оваа година темата е водата и работните места, а целта е да се покаже дека доволните количини вода и квалитетната вода можат да го сменат животот и екзистенцијата на работниците. Македонија 9 пат се приклучува на одбележувањето на овој ден, со цел да се подигне свеста кај општата популација за значењето на водата за здравјето на луѓето.